Дигитализацијата на даночните процеси добива на нов интензитет. За проектот Е-фактура на платата на даноците генерално за даночната култура во земјава, меѓутоа и следните чекори во реформите на ова поле, колегата Мартин Николовски утрово разговара со директорката на Управата за јавни приходи Елена Петрова. Мартин, добро утро, уште еднаш и повелете. Добро утро, колеги. Токму така утрово се јавуваме од Управата за јавни приходи, а наша соговорничка е директорката на УЈП Елена Петрова. Директорке, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро, благодарам за поканата за учество во вашата програма и поздрав до сите гледачи. Ќе го започнем овој разговор со она што е најактуелно, а тоа е дека имаше голем број на реакции од граѓани кои работеле во странство и им стигнале решенија за наплата на данок од 2020 година. Вие рековте дека не станува збор за двојно одданочување и за некоја нова обврска. Што е она што конкретно се случува и какви докази прифаќате за да може да не стане збор за двојно одданочување кај овие граѓани? Да, ова е посебна актуелна тема во последниве 2 месеци. Значи, засегната група на граѓани се околу 1100 граѓани кои што работеле во странски земји, конкретно во Авганистан и Ирак, и од таму оствариле лични примања, плата во 2020 година, но во тој период не поднеле месечни пресметки до Управата за јавни приходи и не поднеле докази за платениот данок во странство. Значи, имајќи во предвид сега, нели дека после одреден број години и имајќи ги во предвид специфичностите на тие земји, што го отежнува можноста на тие граѓани сега да ги обезбедат доказите од странските даночни администрации, УЈП покажа флексибилност исклучиво за да им излеземе во пресрет на тие засегнати граѓани. Значи, согласно законот, валиден доказ за потврдување на данокот платен во странство е потврда издадена од странскиот даночен орган, но на овие граѓани им овозможуваме да достават и други докази и еве веќе околу 200 граѓани имаат доставено докази кои упатуваат нели на плаќање на данок во странство и тоа се претежно документи кои ги имаат издадено нивните компании. Секако дека тие докази ние не можеме да ги прифатиме едноставно, туку УЈП по службена должност, значи по административен пат ќе се обиде да направи верификација на тие податоци во преку контакт со странските даночни администрации. Но еве ја користам приликава да упатам апел до сите граѓани да се информираат и редовно да ги исполнуваат своите даночни обврски. Значи, што се однесува до приходите што ги оствариле од странство во 2025 година, ги повикувам граѓаните доколку не поднеле пресметка и не поднеле докази обезбедени од странските даночни администрации, тоа да го направат веднаш, а што се однесува до приходите од остварени од странство по основ на плата и други примања од редовен работен однос кои се остваруваат континуирано на месечна основа, за тие законскиот рок за поднесување на документите до УЈП и пресметка е до 31 март. Така. Директорке, актуелна е темата за проектот Е-фактура кој влезе веќе во пилот фаза. Каде сме денес со имплементацијата и дали бизнис секторот е подготвен за целосно воведување? Да. Значи, пилот имплементацијата започна од 1 јануари оваа година и веќе во оваа фаза можеме да кажеме дека Е-фактурата е проект не само на УЈП, на Министерството за финансии и владата, туку станува проект и на бизнис заедницата, бидејќи веќе компаниите ја започнаа подготовката и адаптацијата за примена на Е-фактурирањето. Значи, во оваа прва фаза вклучени се IT компании кои развиваат фактурирачки софтвери и секако компании кои имаат сопствени фактурирачки софтвери кои што работат нели на прилагодување на тие софтвери и поврзување со оваа платформа која што ја развива УЈП. Во втората фаза, која ќе започне од вториот квартал на годината, ќе бидат вклучени и сите останати компании кои што
ќе ги користат бесплатните апликации, клиентски софтвер и веб апликација и фактички ќе се врши тестирање и на тие апликации. Значи, ова тестирање треба да трае околу 9 месеци и ние како УЈП сме максимално фокусирани на тоа да обезбедиме континуирана помош и поддршка на сите компании во овој процес и веќе тоа го правиме. Имаме непосредни средби со компаниите, најчесто организирани преку стопанските комори, објавени се технички спецификации, ќе следуваат и други обуки, видеоматеријали, директна помош и така натаму, бидејќи нашата цел е оваа адаптација да заврши навремено и успешно. Ќе им ја олесни работата на малите и средни предпријатија во введувањето на e-фактура? Значи, секако дека во компаниите и кај малите и средните и кај големите, кај сите компании ќе дојде до промена на она што е нивна денешна, секојдневна, деловна и административна рутина, но во насока токму на олеснување. Значи, сите оние процеси на издавање на фактури, примање, потврдување и архивирање и така натаму, што денес се рачни, фрагментирани процеси, ќе станат брзи, дигитализирани, ќе може да се следат во реално време, а исто така ќе се отвори простор за дигитализирање и на други процеси во деловното работење, како на пример книжења, плаќања и така натаму. Едноставно ќе се ослободат ресурси кои денеска во компаниите се користат за разни технички задачи и тие ресурси ќе можат да се пренасочат на попродуктивни задачи и на развојот на бизнисот во компаниите. Подготвувајќи се за интервјуто со вас, проверив дека во некои европски држави, како што се Германија, Австрија, Унгарија и така натаму, покрај e-фактура постои и e-фискална сметка. Дали може да очекуваме по воведувањето на електронска фактура да започне имплементација на воведување на e-фискална сметка? Значи, да, во некои земји e-фискализацијата значи паралелно или едно подруго воведување и на e-фактура и e-фискална сметка. Кај нас, значи, веќе повеќе од 20 години постои она фискализација на прометот наменет за крајните потрошувачи со издавање или на фискални сметки во продавниците, рестораните, во разни услужни објекти, но тоа веќе се многу модернизирани технологиите, има промена на облиците на деловно работење и сето тоа и нас не става во позиција да го модернизираме тој систем. Значи, во таа смисла планираме проекти во два правци. Првиот правец е надградба и модернизирање на оној систем за фискализација на плаќањата, со готовинските плаќања и плаќањата со картици во малопродажбата и угостителството. Значи, сега фискалните каси се поврзани со GPRS системот на УЈП, но ќе се надгради да тоа поврзување биде во реално време како кај e-фактурите. А вториот правец е значи фискализација воведување на e-фискална сметка во делот на електронската трговија, значи оној процес на регистрираните трговци кои вршат продажби преку дигитални платформи и има дигитализиран процес на нарачки, продажби, плаќања преку виртуелни посттерминали и слично. Значи во тој процес ќе се вклопи поврзување со системите на УЈП и издавање на електронска фискална сметка. Секако дека ова се планирани проекти, не се адхок проекти, туку се планирани во рамки на 3-годишниот стратешки план на УЈП и ќе се реализираат со одредена динамика и усогласено со сите други проекти. Сосема накратко, каква е нашата даночна култура, како оди наплатата на даноците? Имаат ли граѓаните даночна култура, но и компаниите се радат? Наплатата на приходите оваа година започна стабилно. Во јануари се собрани 277,9 милиони евра од даноци и придонеси во буџетот. И најголем дел од тој износ се собран преку доброволни плаќања и самиот тој факт е јасен сигнал дека постои силно и стабилно ниво на даночна дисциплина и усогласеност кај граѓаните и компаниите. Но секако дека има простор за подобрување, еве сивата економија е секаде околу нас, даночната евазија е во паралела со даноците и ги следи како нивна сенка. Значи, ние како УЈП сме исто така силно фокусирани да обезбедиме мобилизација на
даночните приходи, зајакнување на приходната страна на буџетот, и на тоа работиме и преку овие проекти за дигитализација, но и тековно преку менување на пристапите во кон даночните обврзници, при што еве нашиот принцип сега е принцип превенција пред санкција, информација пред контрола. И за крај на нашиот разговор, Мој ДДВ е проект кој неколку години успешно се реализира, иако вие во една прилика изјавивте дека не ги покажало доволно предвидените резултати, сепак и рековте дека истиот нема да се укине. Планирате ли нешто да се менува во тоа да стане оваа апликација поефикасна и поисплатлива за граѓаните? Најнапред јасно да истакнам и повторам дека нема да се укинува мерката Мој ДДВ, и навистина оваа мерка е актуелна и е користена од голем број на граѓани кои што се корисници на овој систем. Но секако кога имаме во примена определена мерка, мора да вршиме континуирана анализа и унапредување на мерката, но тоа не значи дека ќе биде напуштена мерката. Значи самата апликација, веб апликација Мој ДДВ е интуитивна, лесна за користење, има голем број на корисници и сето тоа остава простор за да со определени надградби, прилагодувања, истата апликација се користи и за други слични мерки и цели. И би ја искористила приликава за една убава весна или за сите граѓани кои го користат овој систем. Започната исплатата на средствата од Мој ДДВ за четвртиот квартал од 2025 година. Исплата веќе е извршена на нешто повеќе од 100.000 граѓани, а средства треба да добијат уште околу 400.000 граѓани. Значи, до сега се исплатени 185 милиони денари, што е дел од вкупната сума што треба да се исплати од над 900 милиони денари. Така, директор, ке ви благодарам за разговорот. Од Управата за јавни приходи се јавивме и разговаравме со директорката Елена Петрова.